Денес протестираа судската администрација и матичните лекари од целата држава. Со двочасовен прекин на работата, синдикатот на УПОС прати порака до владата дека вработените во правосудните органи се незадоволни од платата и начинот на примена на законот за минимална плата. Пораката е едноставна и јасна, достоинствени плати за живот. Синдикатот на УПОС не бара многу, вработените позади нас не бараме многу. Бараме линеарно зголемување на платите за сите вработени по 2806 денари, исплата на минимална плата по закон и потоа корекција на сите други вработени што треба да добијат над минимална плата. Ситуацијата не е одржлива. Сите овие вработени позади нас, што моментално ги гледате, добија повторно под минимална плата, не добија никакво покачување и нема добиено никакво покачување веќе многу години на нас. Протести имаше и пред сите судови во регионот. Значи тука сме собрани и судови, и обвинителство и државно правобранителство од Штип. Меѓутоа тоа се рефлектира и во цела Македонија. Ако се оглуша, значи има некој план и наредниот четврток и петок да се протестира, а потоа ќе видиме има исто така најави дека можно и во целосен штрајк да стапиме или пак на улица. Во исто време, матичните лекари од цела држава се собраа пред Министерството за здравство, откако неколку претходни средби и преговори не го дадоа за нив очекуваниот резултат. Последен крик за спас за обстанокот на приватното здравство. Тоа е, бодот треба подитно да се покачи заради целокупната скапотија и се што е поскапено. Пациенти на ПЗУ, за да може младите доктори веднаш да продолжат и да наследат ординација со пациенти, да имаат сигурна плата и да останат во оваа држава. Ова е битка и за возрастните доктори и сестри кои што се останат и тука за оние мали места каде што земаат по 18.000 денари, колку ќе земат пензија. Казнената политика спрема фондот мора да се ревидира. Системот на плаќање на примарната здравствена заштита е 20 годишен систем и сметаме дека е дојден моментот да тој се промени еднаш за секогаш и да биде поповолен и за здравствените работници, а и за заштита на здравјето на сите граѓани. Нема да должам многу. Јас би сакал овој момент да го искористам да им поделам благодарница на сите здравствени работници. Во името на сите колеги, овие пофалници или благодарници, во подобри времиња ќе ги примиме сега, ги враќаме, затоа што сите колеги се незадоволни, сметаат дека не е решение ова. Повелете. Двата протеста кои се одржаа денес, премиерот Ковачевски ги искоментира на следниот начин. Не е добро за економско-социјалниот диалог. Прво да се најави штрајк, а потоа под притисок да се доаѓа на разговори со владата. И во такви услови владата разговара нормално со сите представници на синдикатите и јас сум сигурен дека на крајот на денот ќе изнајдеме решение кое што ќе биде на обострано задоволство и на работниците и секако на оние кои што ги плаќаат даноците за да се исплаќаат тие плати. За во понеделник пак прекин на работата најавија вработените во образованието, градинките и културата поради генерален штрајк на СОНК за усогласување на платите со минималната. Доколку владата не им ги исполни барањата, штрајк споменуваат и УПОС и матичните лекари.